Пред стартот на ловната сезона од 2 август низ ловиштата во Виница, деновиве беа пуштени околу 400 фазани од страна на ловното здружение Бел Камен, кое веќе 9 години е концесионер на ловиштата во Виничко. Беа отпуштени околу 150 фазани по ловиштата во Виница. Тоа не е годишна програма по ловостопанската основа. Значи во два терена, терен број 3 Дрогобрашни, терен број 4 Виница. Значи сукцесивно ќе бидат пуштени околу 350 до 400 фазани. Ловното здружение Бел Камен е концесионер веќе 9-та година на 4 ловишта. Тоа се 2 ловишта за крупен дивеч и 2 ловишта за сиден дивеч. Ловиштата за крупен дивеч се на 20 години, а ловиштата на сиден дивеч се на 10 години. Пофални зборови за успешното менаџирање на ова здружение стигнаа и од првиот човек на Ловечката федерација на Македонија, Ватко Алексовски. Новиот претседател најавува и комплетно нов закон за лов по брза постапка. Ќе имаме изработка на комплетно нов закон за ловство. Јас ќе бидам еден од членовите на работната група која што ќе го изготвува новиот закон. Со изготвување на тие измени ќе почнеме од следниот понеделник и ќе оди во скратена постапка, значи за месец и пол ќе мора да биде донесен новиот закон. Еден од приоритетите е укинување на електронската аукција при доделување на ловиштата, бидејќи поголем број од 70% од ловиштата за ситен дивеч во Македонија ќе одат на по постојниот закон на електронска аукција. Со измените во законот за ловство ќе овозможиме нов модел каде што ќе биде предност ќе има стариот концесионер за да ги задржат ловиштата, да опстанат и пред се да ја сочуваме ловната вековна традиција на нашите ловишта. Во Македонија има 74 концесионери, 4 се државни и 1 факултетско ловиште. Во Виница ловното друштво Бел Камен веќе 9-та година е концесионер на 2 ловишта за крупен дивеч на 20 години и на 2 ловишта за ситен дивеч на 10 години.